јуни во Скопската населба во Избегово, кога ја одрживме првата иницијатива и првото јавно собирање на граѓани на едно место да ги запознаеме со нашата идеја. На 10 ноември, тоа е историскиот ден за Алијансата за позитивна Македонија, го одржавме оснивачкиот конгрес на Алијансата, каде што зацртавме визија која оди во правец на тоа дека во Македонија работите мора да се променат еднаш за секогаш, при тоа да не биде флоскула, да не биде само уште еден лист хартија напишан со желба, да не биде уште еден празен муабет, да не биде уште една демагогија на некои истрошени политичари од комунизмот па од транзицијата и така натаму. И ние тројцата иницијатори на Алијансата за позитивна Македонија, јас, господинот Владо Вучковски и највозрастниот меѓу нас господинот Минчо Јорданов, решивме да се обратиме до македонската јавност и да упатиме една порака со една молба да ни се даде шанса. Зошто да ни се даде шанса? Почитувани битолчани, според сите анкети на јавното мислење, направени од светски институти, не од нашиве анкетари овде по Македонија, на 5 најголеми проблеми со кои се соочуваат македонските граѓани, не државата, се под број 1 огромната сиромаштија, под број 2 невработеноста, под број 3 ниските приходи на граѓаните, на тие што работат. Под број 4 митото и корупцијата. И под број 5 безперспективноста како дефинирана како недоверба во политичката сцена. Ова не го викам јас. Ова го викаат институти како Галуп, ова го кажува институти како NDI, како некои други американски институти кои се на светска сцена. Во исто време, сите навести се слушнале дека македонските граѓани се едни од најнесрекните граѓани кои живеат во својата земја. Како производ на тоа и како производ на моето 23 годишно новинарско искуство, каде што се изнаслушав се и се што за све ова што ви кажам до сега, во овој момент до сега, верувајте и јас веќе не можам тоа да го издржам. Како велат новинарите се универзалци, можат да слушнат се и се што, меѓутоа имаат многу силен желудник, знае Емилија, можат да издржат многу работи, меѓутоа верувајте и ова веќе не се издржува во Македонија. Значи не се издржува нон-стоп да се ветува, не се издржува нон-стоп да видат идеите да ги цениме, сега готово овие ќе победат сега што дојдат, да се надеваме некои лажни ветувања да поставуваме, а во суштина после известно време да се разочараме. Со право, заради тоа што се кажува и тоа што се остварува, не е тоа. Сите политички програми, ако ги соберите, и на ВМРО-ДПМН, и на Социјалдемократскиот сојуз, и на ДУИ, и на ДП, и на нивните коалициони партнери, се исти. Затоа ние решивме оваа година, ако ги има, предвремените парламентарни избори, да излеземе со политичка програма, политичко-економска програма, која ќе биде мала, интегрирана и која ќе содржи мерки. Мерки кои произлегуваат од нивните проекти најмногу. Заради тоа што тие проекти се тие проекти што и требаат на Македонија. Тоа би го рекли и ние. Сакаме со еден саркастичен начин излегување на политичката сцена да им кажеме дека ломотат цело време, празни муабети. Се гледа до кај стигнат. Овие 5 индикатори кај македонските граѓани се тие индикатори на несреќа кои секој од вас и секој од нас можеме вратре во себе да се пронајдеме во тие 5 точки. Некој повеќе, некој помалку, некој можеби не е таму, меѓутоа тоа е малцинство во Македонија. Само треба да бидеме искрени во тоа.
еден од најголемите недостатоци на македонското општество е неискреност. Ние едно збориме у кафана, друго збориме на стадион, трето збориме на партиски состав. Политичарите едно зборат надвор, друго зборат на телевизија. Тоа е тотално неискрено. Јас, верувајте, 4 месеци исто зборам у кафана, исто на стадион, исто на улица и вечерва исто зборам и преге на интервју исто кажав. Значи, на Македонија и треба нова енергија. Ние таа енергија не ја добивме за 23 години. 23 години се менува ВМРО и СДСМ на власт по принципот стани курто да седне мурто. Главната поента на политичката сцена во овие 23 години беше како да се јавне буџетот на Република Македонија. Ова ви го кажувам најодговорно. Како производ на тој деструктивен нагон. Не успеа македонската приватизација, не успеа многу компании, фирми, мали предпријатија да дигнат глава, да дигнат уши. Ке речете сега што има тоа врска со буџетот? Има. Заради тоа што секоја политичка гарнитура, со исклучок на некои светли точки, како што е времето на господинот Владо Бучковски, најодговорно тврдам, тоа се неубавите 18-20 месеци во македонската понова историја. Ке кажам малку подоцна и зошто. Македонската економија и македонската политичка сцена следствено на тоа се вртеше во круг. Си го гризаше опашот. Знаете на мачка која си го гризне опашот и се врти во круг цело време. Тоа е моментот каде што политичките елити тргнаа во раните 90-ти години со тезата ќе направиме приватизација, ние ќе бидеме политичарите и половите на МОК, овие ќе ги приватизираат фирмите, меѓутоа реално ќе делат со нас заради тоа што ние тоа сме им го овозможили. Тоа е теза. И заради тоа се појави темата олигархија, затоа се појави темата корупција, овде некаде се појавува и корупцијата. Заради тоа државата ни изгледаше како село без кучиња цело време. Кој најмногу истрпи од целата таа работа? Кој беше најпогоден? Народот, нормално. Меѓутоа, сакам малце, ќе ми простите, не сакам да погрешно да бидам разбран, подлабоко ќе влезам малце во тоа народот. Кој дел од народот? Тоа се оние луѓе кои денеска живеат надвор. И оние кои се спремат да излезат надвор. Заради тоа што тоа се луѓето кои, јас многу пати велам, тоа е генерацијата која не го знае Тито. Тие се родени 80, 81, 79, 82. Тоа се луѓе млади генерации кои им раскажувате за комунизмот, кои им раскажувате за македонскиот комунизам, за тоа тие тоа го читат како една историска читанка, меѓутоа немаат однос кон тоа. Тоа беа едни чисти души, тоа се чисти луѓе кои требаше добро да бидат форматирани во тие години. За жал, Македонија долго беше во таа транзициона глупост што ја направи елитите во Македонија, каде што голем дел од младите генерации останаа за секој што сакатели. Тие живееа дома со помислата кога дали нивниот татко ќе биде на место директор па транзицијски да направи некој бизнис, некоја финта да донесе 100.000 марки тоа време дома и така натаму и така натаму. Тоа беа фамилиите каде што се шверцуваше нафта, се сеќавате рани 90-ти години во името на многу поголеми интереси и така натаму и така натаму. Тоа беа времења на голем шверц каде што се упропастуваат цели фамилии, семејства, деструкција, евазија на морални вредности и така натаму, кои директно придонесоа во падот на економијата како таква, заради тоа што политичките елити кои го јавнуваа буџетот им одговараше на теренот да имаат фирми кои ќе бидат свртени исклучиво према буџетот, за да можат пари да прават заедно. Значи не можете вие да правите пари како политичар ако нема доле фирма со која ќе ги завртите парите. Како директна последица на тоа, денеска во Македонија извозот е катастрофален. Зошто? Заради тоа што никој не размислува 23 години да извезува од Македонија и да прави на чист пазар добра економија. Имате едва на 5, вака на едната рака ќе ви избројам 5 фирми македонски кои извезуваат добро и кои се добри фирми на светските пазари. Меѓутоа имате дузина фирми кои работат со буџетот секојдневно.
чии директори смениле по 16 пати страна. Де еднаш биле за СДСМ, де друг пат за ВМРО, па ЛДП, па ЛП, па ДУИ, па ДПА, па ДЕА, па на Тито, како се викаше она партија и така натаму. Тоа се едни исти ликови. Тоа се ликови кои ја држат во заложништво македонската јавност 23 години. Тие ликови немаат партиска боја, без разлика што имаат партиска етикета. Тие ликови немаат партиски идеолошки сон. Зашто се залагаат тие? Па тие не сакаат преговори со Европска унија. Што ќе има? Темно е. Ако има преговори, треба светлата да се запалат. Тоа е нашиот проблем денеска. Што има тоа врска со 5 големи проблеми на македонските граѓани со кои го почнав ово браќање? Тие ги знаат тие работи. И тие знаат што е спасот од оваа ситуација. Тие знаат дека спасот е почнување на преговорите со Европската унија, влегување во НАТО и давање можност на македонските граѓани да покажат што знаат и самите да си го решат проблемот. Заради тоа што социјалната помош, пензиите, вработувањето во јавната администрација, агресивната политика од тие правци, тие не го решаваат македонскиот проблем. Тие го решаваат нивниот проблем со рейтингот. При тоа не го мислам само за ВМРО ДПМН. Истата ситуација беше и во времето на СДСМ. Слушајќи ги сега СДСМ во парламентот, вадам заклучок дека утре да дојдат на власт, тие немаат намера да го прекинат, тие се само живи саклетисани, што не се тие на тоа место. Во моментот, тие така да функционираат. Ние нудиме сосема нешто друго. Што нудиме ние? Што предлагаме и зашто ја бараме шансата од вас? Ние сакаме конечно општествено, социополитички да се пресметаме со тоа време и со актерите на тоа време. Нормално дека не сакаме да се пресметаме со сила. Меѓутоа сакаме да се пресметаме со силината на нашите аргументи, на нашите потези и на нашите проекти. Заради тоа што кога ќе им спомнете бела чума на ВМРО и ДПМН и на СДСМ, тие не сакаат да слушаат за тоа. Тие денеска се уште сметаат и двете партии дека кај нас намалувањето на населението е заради тоа што луѓето не прават деца. Не е точно. Лажат. Намалувањето на населението од Македонија е заради тоа што луѓето бегаат од Македонија. И нема ниту една сексуална активност на светот што може да побрза да го покрие тој процес на бегање од населението. Со какви активности тие сакаат да... Колку деца треба да направиме ние? По 10. За да оваа бројка ја компензираме. Зошто е важно тоа? Демографијата е економија. Демографијата не е политика и демографијата не постои само заради демографија. Само заради да се преброиме. Демографијата е економска состојба. Нас ни треба повеќе население, за да знаеме кој што работи или кој што треба да работи во оваа држава, во крајната смисла на зборот. Кој ќе го прави македонскиот бруто општествен производ? Кој ќе отвара фирми? Кој ќе вработува луѓе? Затоа е многу важен пописот во Македонија, што немавме као држава капацитет да го направиме. Затоа срамна ни е. Затоа тој попис не смее да биде политички на крај миниран. Тој треба да биде израз на моменталната состојба на тој потенцијал што постои во Македонија, што живее реално тука и што треба преку економските политики да го ангажираме и да го дигнеме да работи. Затоа Алијансата за позитивна Македонија многу се занимава со ова прашање. Тоа прашање популарно во светот се вика бела чума. Ние го рековме трет македонски екзодус. Во низата екзодуси во 20 век. И ако Македонија, македонските граѓани од сите националности, македонци, албанци, турци, власи, српи, бошњаци, роми и сите други 17 кои се наброени во нашата Алијанса за позитивна Македонија, бидејќи ние
имаме од 17 националности и етнички групи членови на Алијансата за позитивна Македонија, што ниту една друга партија нема, заради тоа што сите тие веруваат во единствената важна приказна за Македонија, тоа е ова што ви ја кажувам. Ние велиме, подхитно треба да се прекине, да се сопре процесот на одселување на македонците на македонските граѓани од својата татковина. Тој процес ќе го сопреме со конкретни проекти. Тие проекти се ревитализација и освежување на целата економија преку нови мерки кои ќе бидат стимулативни директно во делот на предпријатијата, македонските граѓани сами да се вработат. Овде има една подлабока суштина. Не е само вработувањето основната цел. Многу е битна позитивната енергија што треба да се носи што треба да ја носат нашите луѓе. Заради тоа што притиснати од политичката сцена, од таа деструктивна политичка сцена која постои сама за себе изолирана на сцената, партиите некако се одлепени од граѓаните, не функционираат, тие постојат за да направат пресконференција или да излезат на телевизија и така натаму. Постои огромна негативна енергија кај граѓаните. Тие ќутат, никој ништо не ги прашува, тие се аутсайдери, нивната идеја не допира до политичките структури да сменат нешто, или па и таму кај што допира, тоа е само шминка. Ден со граѓаните, па што ако е ден со граѓаните? Што ако даваат идеи граѓаните кои одат таму кај што одат? Што има од тоа ново нешто што видовме или што има помак од сета работа? Нема ништо, ефект. Значи, постои тој секлет кај граѓаните, затоа отпорот го даваат преку бегање. Ние сакаме, ова го предлагаме, овие мерки, ќе кажам конкретно што во тој дел предлагаме, во правец на тоа да македонските граѓани бидат зафатени граѓани. Јас на едно друго место пред 2-3 дена зборував на таа тема, овде само ќе го поминам овој дел преку една ваква досетка. Зборот зафатени се користи само во Македонија го има. Тоа значи човек кој нешто работи, човек кој спојува утро со мрак преку активности, човек што знае зашто станал са вајда спиење. Македонските граѓани го немаат тоа. Македонските млади луѓе немаат вработување не заради вработување само, нормално, материјална екзистенција. Меѓутоа, вработувањето е и социјален аспект на живењето. Да одиш на работа, да се дружиш со колеги, да идеш на кафе, да се развиваш како една здрава личност во едно нормално општество кое нуди можности. Затоа во анкетите македонските граѓани, гледано по глава на жител, се можеби најнесреќни луѓе многу доле се во листата од 200 држави во светот. Значи, од тука трга Алијансата за позитивна Македонија. Од основната клетка на проблемот. А тоа е несреќата во живењето, во тој дел бидејќи не сме ангажирани. Ние сакаме да работиме. Ние сакаме да ги засукаме ракавите, да отидеме нешто да изработиме и да самите си ја заработиме платата. Ние не сакаме некој да не субвенционира, да ни даде социјална помош, да ни рече еве ти 200 евра, ама пази што правиш и да ти избори. Кој сака таков живот да живее? Еве, ве прашувам. Каква е таа магија што ни се фрли? Каква е тој урок што ни се направи да чекаме државата? Во оваа држава сите зборат за државата, за буџетот. 2 милиона луѓе знаат колку е буџетот, знаат колку се субвенции за земјоделците, знаат колку е социјална помош. Сите станаа министри за финансии, зошто? Заради тоа што сите очекуваат од тој буџет. Кај ни е крајот? Кој ќе го полни тој буџет? Нашиот проект е 100.000 работни места во секторот на предпријатијата и тој сектор да ги спие македонските млади луѓе и да им даде можност за отварање на фирми. Сами да си се вработат. Да го подигнеме предприемаштвото, да го подигнеме економскиот резон, либералниот нагон кај луѓето, дека секој прво треба сам да се обиде во животот да направи нешто, а ако отвори фирма, сигурно ќе вработи и 5 луѓе, брате. Тоа се нашите проекти, од тука тргаме. Тоа е еден од основните проекти од кои трга целата економска програма на Алијансата за позитивна Македонија. Како тоа опет ќе го направиме, сега лесно е да се каже, ке речете. Има инструментариум комплетен што го
нема да биде не ние први што ќе го кажеме овде, ние едноставно соработуваме со повеќе овакви групации на Балканот, во Источна Европа, ги гледаме нивните искуства цело ова време и можеме да кажеме дека вакви мерки се употребени во Источна Европа, во Полска, во Чешка, во Балтичките републики. Што е тоа? Тоа е директно уклучување на банкарскиот систем во делот на кредитирањето на такви добри проекти и идеи на граѓаните, со кои тие ќе излезат на сцена и ќе отварат фабрики. 100% гарантирање на кредитот. Тоа е мерката. Имате идеја, проектот вреди 300.000 евра, 100% ви се гарантира од државата, одете, земете, само да не е трговина. Направите фабриката, вработете луѓе, донесете машини и тоа е тоа. Ако пропаднете, фабриката стои, друг ќе дојде да работи. Многу просто, нешто што не сме го смислиле попаметни од нас, и заради тоа нивните стапки на раст на бруто општествениот производ денеска се по 6-7%, а заради тоа што ние спиеме и ништо не правиме на таа тема, нашите стапки на раст се 1,5, 2, 2,5 и се тепаме околу тоа дали ќе биде 2,5 или 2,8. И цела година тоа раскажуваме сега. Као да е тоа не знам колку важно. На Македонија требаат стапки на раст 6, 7, 8% во серија од 15 години. Секоја година. Као Турција. Тоа се прави на овој начин. Велат многу луѓе задолжени сме многу. Се согласувам тука со владата. Не сме задолжени многу. Треба уште да се задолжиме. Но за вакви проекти. А не за онакви какви што ги имаме ширум Скопје. Значи ние треба да се задолжиме за да гарантираме за нашите луѓе да отвараат фирми. Државата треба да се задолжи со тие пари за да гарантира, заради тоа што нашите луѓе немаат пари, а имаат идеи. И така да го затвориме кругот. Ти имаме многу време и во кампања следи, ќе зборуваме и на таа тема. Битола и земјоделски крај. Алијансата за позитивна Македонија ќе ги зголеми субвенциите, нема да ги намали како што бара СДС. Значи, ние велиме 140 милиони, 145 се оваа година. Тоа супер цифра, може и повисока. Проблемот е во кои земјоделци одат тие пари? Кои се тие земјоделци кои ги користат тие пари? Дали се тоа земјоделци? Или се партиски функционери кои добиле земја под наем од државата? Во која мерка тие пари ја вршат работата на субвенција, помош на земјоделието, или како што вели премиерот наш, да ја подигнат базата земјоделска и да ги направат земјоделците посилни на земјоделскиот пазар? Дали е тој ефект остварен? Еве ви еден крунски аргумент. Владата на Владо Вучковски во 2006 година ја остави земјата со 360 милиони евра увоз на храна. Денеска Македонија увезува близу 1 милијарда храна. Нели е тоа апсурд? ВМРО критикува дека во тоа време немало субвенции. А денеска има субвенција, имаме пута 3 увоз на храна. Каков апсурд? Кого ние субвенционираме во суштина? Србите со млекото? Еве овде ви е во двор. Овде ви си хрватите? Во двор. Комшии си. Едната млекара е српска, другата е хрватска, така е? Има ли македонска млекара во Битола? Таква, во тој калибар? Нема. Зошто? Заради тоа што србите дојдоа и како монопол, прво на селамчето го имавме нели во тетрапакот, па полека го снема, па дојде моја кравица, се продава сега. Меѓутоа во моја кравица има српско млеко. Заради тоа што македонскиот селанец ги продава кравите, цената не му е направена како што треба, монопол е во прашање. Кого штитиме ние? А во исто време летаат субвенции према козари, овчари, кравари. Зошто давате субвенции? Се прашуваме ние. Што треба? Треба да се направи во претходниот проект да се стимулираат македонски граѓани да отварат млекари, мини млекари. Да притиснат на пазарот, така и примарните земјоделци ќе имаат поголем ќар, бидејќи кога млекарите ќе притиснат на пазарот, цената
на млекото ќе порасне. Ќе има конкуренција на страната на откупот. Како тоа да го направиме? Со проектот што го понудивме за 100.000 работни места. Ако една млекара кошта 3, 350, 400.000 евра, државата 100% ќе гарантира. А не да бара имот, не знам, куки станови, ДНК, крвна група и така дале во македонските банки на граѓаните за да земат кредит. Ќе се олесни тој пристап и ќе се направи таква фабрика. Земјоделските субвенции треба да одат во делот, во најголем дел на страната на откупувачите и преработувачите, фабриките. Кога фабриките ќе ги добијат субвенциите и при тоа ќе им се каже дека производот македонски ќе биде заштитен и ќе треба да го купи тука, тогаш на земјоделците не им треба субвенции. Ќе имаат добра пазарна цена и ништо друго. И ќе бидат срекни. А не вака, кај им го рушат пазарот, кај субвенциите не им стигаат, па на крај се и принудени да гласаат уште на избори за тоа. 3 пати утепани. Зошто? За Скопје да јаде ефтина храна. Зошто да јаде Скопје ефтина храна? Меѓутоа, овде има битка што треба и самите земјоделци да си ја водат. Не можеме ние на Тантаров да му кажеме што да збори. Тантаров многу добро знаат и тоа е дел од овие 23 години што ги зборувам јас. Со сите бои е офарван, со сите власти играл. Тантаров треба да се замисли дали е земјоделец под еден и под два какви ставови тржи на оваа тема. Заради тоа што ќе му кажеме дека врска нема од земјоделие. Понатаму. Тоа е, алијансата овде нуди такво решение. Здраво, по основа добро решение. Субвенциите треба да ги помогнат примарните земјоделци. Меѓутоа, пред се, треба да ги помогнат фабриките, преработувачките капацитети кои откупуваат земјоделски производи. Така луѓето ќе бидат посреќни. Зборував за јавната администрација. Алијансата за позитивна Македонија не е за да не се вработуваат младите луѓе во јавната администрација. Тоа е една, како велат, многу популарна тема, особено во оваа влада во последните 3 години. Кој што чини, оваа влада секој месец по нешто вработува во администрацијата. Па ќе речат, ние вработуваме, па албанците ќе идат ќе речат, извинете, 23% не сме, треба да трчаме по 23%, сега тие вработуваат. Па додека тие освоиле 23% од администрацијата, овие вработеле нови, овие пак трчат по 23%. И така администрацијата се зголемува. Каде оди се тоа? Јас на секој млад човек кој завршува денеска факултет, магистратура или докторат му порачувам. Не размислувајте за јавна администрација. Последно нека ви биде. Размислувајте за предприемаштво. Размислувајте сами да отворите бизнес. Зошто? Заради тоа што една влада, еден ден, во нашата блиска иднина, ние ни криви ни должни ќе почнеме да преговараме со Европска унија. Не дека ние сакаме. Една клоца и ќе не отераат таму, заради тоа што ние на нив им требаме. Кога ќе почнеме да преговараме, една од првите глави што ќе ги преговараме ќе биде јавна администрација. И неодржливоста на буџетот по тој основ. Ќе има екзодус од јавната администрација што ќе мора да се заминуваат. Погледнете Србија денеска што прави министерот за финансии на Србија, оној млад дечко од Јейл универзитетот Крстич. 40% ја намали јавната администрација со една одлука на влада. Тоа е нешто отприлike како во Македонија со една одлука на влада, другата недела да се отпуштат 60.000 работници од јавната администрација. И плюс тие што останале да работат 40% намалување на сите приходи. Тоа се датумот за преговори со Европска унија, што Србија го почна да го преговара. Сакате преговори? Тоа е тоа. Македонија чекори кон тоа. Реков, ни криви ни должни, дали сакаме или не ке ме не прашуваат. Ние сме во Европа. Заради тоа, додека дое тој ден, многу млади луѓе во тој момент ќе бидат по 35 години. Угоре високо, удоле длабоко. Каде ќе одат да работат? Затоа е стратешки важно младите луѓе денеска да не размислуваат
на тој начин. Жално е тоа што се размислува да се влегува во партија и да се вработиш некаде во некое министерство, самиот си не си среќен со таа работа, меѓутоа бар нели како викаат стажот ти оди. Тоа е погубно. И сосема за крај еден пасус ќе кажем малце околу нашите политички определби. Алијансата за позитивна Македонија е граѓанско-либерална опција. Таа се наоѓа во центарот и сигурно слушате и сигурно и вие сте полни со дилеми за тоа чии сме ние приврзок, нели? Сакам да ви порачам, драги битолчани, вечерва дека ние не сме ничии приврзок. Без разлика како изгледаме на моменти или какви некои заклучоци се вадат од аспект на разни кафански муабети или некои перцепции во главите на луѓето. Ние не сме ничии приврзок заради тоа што ниту една партија прво јавно не го зборува ово што јас вечерва го зборував. И на начин на кој ја го кажав. Ниту една партија, нити ВМРО, нити СДСМ. Како што знае многу пати мојот партнер во ова авантура политичка пустоловина која ќе има на крајот среќен крај, сигурен сум, Владо Бучковски знае да каже: ВМРО цело време претендира на било каков начин да остане прва партија, а СДСМ како да сака да ни каже дека цело време ќе се задоволи со второ место. И тие се заедно труст. Или политички картел. Тие добро си се разбираат. Во парламентот, за законите за кои треба да им помине, ќе што има заеднички интерес, и тој како прават национален консензус. Еден од најсилните национални консензуси беше направен на законот за заштита на новиот закон за јавни службеници, донесен пред 2 години. Таму имаше тотален консензус. Сите што беа во салата, сите гласаа за. 120. Пред очите на цела македонска јавност. Значи, тие си го сакаат консензусот, тие знаат што треба да прават. Потоа се договараат, па надвор кажуваат гачки, се караат, се тепаат и ја прават политичката сцена. Затоа Алијансата за позитивна Македонија не е нивни приврзок. Еве, јас тоа го кажав вечера јавно. И ова е доказ. Не прават приврзок на ВМРО ДПМН. Заради тоа што нашиот највозрастен партнер, неговите компании работат со државата. Па работат со државата, не работат со ВМРО ДПМН. Второ, тие компании имаат таква природа на работење да не можат тие сега куки и не знам што да прават. Тие прават патишта, тие прават големи згради, објекти. Кој е таму инвеститор? Државата. Патот сега што ќе се прави од Кичево за Охрид и од Миладиновци за Штип, тоа не е приватен пат. Државата инвестира, финансира. Заради тоа не врзуваат. И немаат друга опција на која би не врзале. Со СДСМ не врзуваат заради некакво минато на нашиот сооснивач екс-премиерот Владо Бучковски. Сега на една телевизија ме праша: вие цело време зборувате дека сте млади и како нови настапувате на политичката сцена. Што ново можете да ни донесете ако еве Владо Бучковски ви е човекот од минатото, од политичката сцена во Македонија за која вие зборувате дека сакате тоа да го промените? Навидум логично прашање. Но јас ќе ви кажам една работа. На Владо Бучковски не му беше дозволено да ја дораскаже својата приказна. Владо Бучковски беше ставен во матрица погрешно да биде разбран од цела македонска јавност за полесно да го тргнат. И конечно, на Владо Бучковски не му пресуди народот политички, туку му пресуди Бранко Црвенковски. Лично. Потегот е личен. И Никола Поповски. И ние тоа сите го знаеме, и заради тоа тешко ни паѓа кога ќе кажа дека Бучковски е човекот на минатото. Не, Бучковски